Се наоѓаме пред манастирот Матејче, кој е посветен на црквата Успение на Света Богородица. Манастирот Матејче е оддалечен 32 километри од Куманово, односно 7 километри од селото Матејче, бидејќи се наоѓа на висока надморска височина. Манастирот Матејче не е единствен само во Македонија. Манастирот Матејче е единствен споменик од средината на 14 век во византискиот културен круг. Прво затоа што е мавзолејска црква, значи подигната како меморијален објект на српската царица Јелена, изграден околу 1345-46 година. Второ, затоа што представува еден авангарден тип или модел на архитектонска структура. И трето, затоа што го содржи најголемиот сликан ансамбл во Македонија од 14 век, третиот во Византија. Значи, вториот по големина, значи по димензии на сликаната програма на Балканскиот полуостров. Затоа што ако го изгубиме Матејче, ние губиме еден империјален споменик. Губиме споменик кој што е ремек дело и во архитектонска, и во ликовна, и во естетска смисла. Се наоѓаме во интериерот на црквата Успение на Света Богородица, односно манастир Матејче, пред олтарскиот простор. Овдека се насликани сцените со евкаристичните сцени, значи со причестување на Христос и литургиските сцени со поклонување на архиереите во долниот дел, каде се поклонуваат на Агнец Божи. Овдека се насликани сцени со почнуваат, значи, сцени со страдање Христови, бегство во Египет може да се забележи. Тука долу се, значи, архиереите, горе се исто така сцени од чудата и параболите Христови, меѓутоа за жал многу се оштетени, а во централната апсида се наоѓала Богородица во проскинеза, која за жал денеска се гледа само долниот дел. Не е сочувано ништо. Сега, ако земеме дека се работи за споменик од средината на 14 век, она што прво треба да се каже е дека е ликовно дело на сликарот Јован Теоријан, најголемиот мајстор од средината на 14 век. Значи, кога зборувам за Матејче, јас зборувам како за византиски споменик, не како за споменик кој што во Македонија значи поради архитектурата, живописот и поради колосалните димензии, туку како еден споменик кој што се третира со право како ремек дело на дворскиот стил во византиското сликарство од средината на 14 век. Архитектонски тој припаѓа на една група на кластер споменици, вкупно 5 во византиската архитектура од тој период, и ова е последниот таков. Значи, една развиена кластер структура, петокуполна црква, многу редок тип на архитектонска градба од византискиот период. Но мислам дека главната поента на она зашто е Матејче неповторлив во византиската уметност е неговата енциклопедиска програма. Значи, се што ќе ви падне на памет, припаѓа на византиската иконографија, ќе го најдете во Матејче. Еден огромен ансамбл, кој што не е подпишан, меѓутоа со право е атрибуиран на мајсторот Јован Теоријан, кој што овде собрал едно поголемо ателје, бидејќи откриени се две групи на подписи. Едните се на византиски, другите се на словенски. Тоа значи представува симбиоза на едно големо ателје, кое што делумно било донесено најверојатно од Солунската ликовна школа, иако ние за Јован Теоријан не знаеме многу. Меѓутоа, во некои други споменици на македонската територија тој е подпишан, па со компаративна анализа ние го атрибуиравме, јас го атрибуирав манастирот во Матејче на Јован Теоријан и на едно симбиотично ателје, значи составено од домашни сликари, меѓутоа и од дојденци од најверојатно од Солунската метропола. И оно што е многу интересно е што Јован Теоријан најверојатно ова му е последно дело изработено во Македонија. Јас го датирав живописот меѓу 1348 и 1352 година врз основа на
иконографски карактеристики, значи врз основа на ликови историски кои што се тука прикажани. Особено во она грандиозна ктиторска композиција, кај што се представени српската кралица Јелена, чи како главен ктитор на манастирскиот комплекс, и нејзиниот син Урош, кој што ја администрира оваа територија во времето на средината на 14 век. Тука покрај нив двајца, значи покрај мајката и синот, се наоѓа и српскиот цар Душан, кој што држи оснивачката повелба во раката, и се наоѓа и српскиот патриарх Јоаники. Таа ктиторска композиција има една многу силна, многу моќна политичка порака, која што се однесува на единството и слогата, или да речеме на конкордијата помеѓу српската држава и црква, чии што член тогаш, значи географски е денешната македонска територија. И затоа јас мислам дека е многу неправедно да се остави на судбината еден ваков империјален споменик, чи подигнато од владеачката династија, насликан од еден извонреден сликар, подигнат со стварно колосални димензии. Тоа е втора по големина црква на македонската територија после катедралата Света Софија во Охрид. И особено што тој многу сензибилен, многу деликатен ликовен јазик не може да го сретнете во многу споменици. Значи тоа е едно многу светло, многу поетски натопено сликарство, многу софистицирано, со многу елементи кои што во другите цркви не можете да ги сретнете, а да речеме припаѓаат на некој синопсис кој што не е канонски, туку е апокрифен. Меѓу најсочуваните фрески се токму овие фрески на северниот зид во Наосот, каде што може да се видат 4 зони на сликарство, и тука во првата зона се насликани светите војници, а додека во втората зона се насликани сцени со дела апостолски, во третата и четвртата зона се насликани сцени со страдањата Христови и чудата и параболите на Христос. Така да најголемо влијание мене ми привлече сцената на мартиримот на Свети Јован, тој е значи апостол, што може да, како најсочувана е тука може да видите. Еве тука во самата апсида на Ѓакониконот е насликана една прекрасна сцена со визија на Свети Петар Александриски, тоа е насликано од десната страна, а од лево се наоѓа еве Христос како лепти со еден архангел од негова лева страна. Исто така во куполата се наоѓа лик на еден од четворицата евангелисти. Меѓутоа, за жал, нема ништо. Затоа што ако го изгубиме Матејче, ние губиме еден империјален споменик. Губиме споменик кој што е ремек дело и во архитектонска, и во ликовна, и во естетска смисла. Оваа црква е оставена сама на себе, а самата себе нема да се ревитализира. И мислам дека постојано се оштетува, не знам од кои причини. Тешко е достапна, а повторно ја оштетува. Значи за некого е достапна. Сега таа агресија што се врши врз многу споменици во Македонија е најевидентна во манастирот во Матејче. Како што можете да забележите, на јужната врата во подножјето се наоѓа вградена една римска стела со римски надпис, значи, капитално писмо, и можеме да заклучиме дека ова денешнава црква е изградена врз постари темели, врз темели на постара црква од античко време, значи од римскиот период, но таа црква била истражувана од нашите археолози и е утврдено дека се работи за црква со помали размери, за разлика од ова денешната која зафаќа поголеми размери.
Се наоѓаме на локалитетот Чивлук, како што го нарекува овде локалното население, меѓутоа се работи за локалитетот Чифлук во село Табановце, кој е оддалечено 12 километри од Куманово, а зад мене можете да видите се наоѓа познатата Коџа Мехмед Беј џамија во Табановце, која сега е напуштена и датира од крајот на 16 век. Карактеристично за оваа џамија што немаме точно прецизни податоци од кога се датира, меѓутоа според вакав наметот на Коџа Мехмед Паша, кој имал свој имоти во Качаник, се дознава дека тој имал и имот така наречен Коџа Бегов имот во Табановце. Па така се претпоставува дека оваа џамија е изградена токму во негово време, а ктитор бил неговиот син Коџа Мехмед Беј, пошто и џамијата го носи ова име. Овдека може да се види влезот, например, во минарето. Еве го минарето тука, еве го овдека шерефето. Тоа е балканот, од каде што муезинот пее и украсено со сталактитна декорација мукарнас. Еве ја внатрешноста, тука се наоѓа на јужниот зид, во средина се наоѓа михраб, свето место. Исто така и тој е украсен со сталактитна декорација, не е целосно сочувена, а овдека се може да се видат на северниот зид траги од Махвил. Тоа е галерија за молитва на жените. Инаку, она е прогласена за споменик на културата дури во 2009 година. До сега, никој не се грижал за оваа џамија. Жално е што таа представува еден редок пример на џамии од раноосмански период и е градена во византиски стил. Припаѓа на типот џамии од еднокуполни џамии, како што е и Кумановската џамија Татар Синан бек во Куманово.